Обединетото кралство ја поддржува Македонија во нејзините напори да го реши спорот за името, а решението ќе донесе придобивки и за двете земји, порача британската премиерка Тереза Меј на пресконференцијата по средбата со македонскиот премиер Зоран Заев. Знам дека Македонија е посветена на наоѓање решение кон ова решение, но таквото решение ќе донесе чисти придобивки и за двете земји и можете да сметате на целосната поддршка на Обединетото кралство на овој пат. Сакаме да ја видиме Македонија како продолжува позитивно да чекори кон овој пат. Премиерот Заев пак, кој по средбата со неговиот грчки колега Алексис Ципрас во Софија изјави дека утврдиле една опција за спорот за името која може да биде прифатлива за двете страни, истакна дека опцијата е всушност комплетно решение. Опцијата која што секако би можела да биде прифатлива од двете страни е комплетно решение. Значи не се работи само за парцијални делови, но секако продолжуваат сега консултациите внатре во двете земји, за да видиме дали навистина би можело тоа решение да биде прифатливо за двете страни. Британската премиерка рече дека е горда што во последните 25 години е првиот премиер што ја посетил Македонија, додавајќи дека со политичка волја може да се постигне голем напредок. Можете да видите што се случи овде во Македонија само неколку месеци по парламентарните избори, веќе дојде до големи промени и владата пружа рака кон своите соседи и почна да се ангажира во преговорите за решението за името. Премиерот Заев и се заблагодари на премиерката Меј за поддршката што доаѓа од Велика Британија и побара да ни биде овозможена европска иднина, која, како што рече, ја заслужуваме. По средбата со Заев Меј замина во Македонското собрание, каде што беше примена од собранискиот спикер Талат Џафери. Инаку Тереза Меј допатува во Скопје по учеството на самитот ЕУ Западен Балкан во Софија. Дипломатската фила посетата ја толкува како историска, особено поради фактот дека последен пат тоа го направил премиерот Тони Блер во далечната 1999 година за време на Косовската криза.